Добре дојдовте во 21-та епизода на емисијата Студентски пулс. Денеска ќе излеземе надвор од границите на земјината полутопка и ќе се обидеме да дадеме одговор дали космосот може да се стави во рамка. Докаде оди неговото истражување и клучно дали има шанса некој од Македонија да отпатува на некоја друга планета. Оваа емисија е поддржана од пакетот за млади Вајбон на Шпарка се банка, кои што веруваат во нивните стратешки заложби и силно се залагаат за младите и нивната финансиска стабилност. Ке ни бидат гостинките, односно првата жена аналоген астронаут од Балканот, Мартина Димовска и Симона Костовска, која што е комјунити менаџер во Нетавил, едно од омилените места на студентите во Скопје. Ви благодарам што се одваживте на мојата покана. Како сте? Супер, одлично. Ти благодарам на поканата. Најпрвен би сакала и двете да ми дадете одговор зошто сте денеска тука и дали имате нешто на почеток да ни соопштите, да ни кажете, да ни најавите. Ајде, Симона, почни. Фала ти многу. Денеска сме тука заради тоа што имаме да раскажеме за две трубави работи, меѓу кои што и еден настан кој што се случува од 16 до 18 мај во Нетавил, односно тоа не е првиот хакатон, организиран од страна на Касини на темата Space for Healthcare. Повели Марта. Да, тој хакатон е многу интересен затоа што на некој начин е зачетен хакатон за сериозни награди, меѓутоа и сериозно развој на вселенскиот сектор, каде што имаме премрежје на вселенскиот сектор, меѓутоа и медицината. Прв од ваков вид во Македонија, каде што соработуваме со многу важни институции, многу важни невладини организации што го застапуваат вселенскиот сектор, сите се офатени, IT и медицинари секако во склоп на таа равенка и мислам дека е многу важно што имаме вистински награди, што се новчани награди, финансиски награди за нашите учесници да ги мотивираме да се приклучуваат на ваков хакатон и ова всушност ја доближува европската вселенска заедница кај нас. Ова е прв таков хакатон што донесува нешто што е поврзано со ЕСА во Македонија за прв пат. Еви од тука и прашањето за кого е наменет хакатонот и каква промена може да донесе за младите тука, но и пошироко, освен ова што го спомена Марта. Така. Значи, хакатонот е наменет за сите што се од средношколци, кои што више имаат навршено 18 години, студенти, значи повозрасни луѓе од бизнис филата исто така, луѓе кои што се занимаваат со медицина, со здравство, значи секако може тука да се вклучуваат и доктори, хирурзи и слично, и луѓе кои што се заинтересирани општо за вселенски технологии, за користење на вселенски податоци за подобрување во случајов на одредени апликации, креирање апликации за здравството и IT сферата, како што се напомена, со тоа што секако немаат потреба да имаат одредено предзнање од користење на вселенски технологии, доволно да имаат само ентузијазам и да сакаат да се вклучат и да креираат некакво решение. Секако да надополнам само дека во рокот 2 дена не можеш да направиш ти големо захтевно техничко решение, што ќе опфаќа голема проблематика и ќе биде решена голема проблематика, тука се тие да учат од експерти и овој хакатон е супер дури и за креирање на бизниси, затоа што Касини хакатонот нуди поддршка и тука ни требаат всушност и бизнис луѓе, значи луѓе од бизнис секторот, економисти, што ќе даваат еден комплетен тим, еден многу разнолик тим на секакви професии што ќе прават едно комплетно решение опфатено од сите страни. Така ги спомнавте креирање на апликации. И сега како тоа има поврзано со вселенскиот сектор? Дали може малку повеќе да ни кажете во тој дел? Па да, многу апликации се случуваат поради вселенскиот сектор и вселенските технологии. Например, се она што сателитите го наблюдуваат може да биде искористено. Сите тие сателитски снимки, без разлика од каков карактер да се, ја наблюдуваат нашата планета Земја и може да се користат за разноразни алатки што ќе користиме ние како крајен корисник, човекот, од агрокултура до безбедност, до healthcare, односно медицина. Ние можеме да наблюдуваме како се однесува нашата планета Земја, дали преку пратење на нашата планета ние ќе може да превентираме некаква си катастрофа,
Дали е тоа вирус во прашање, или пак е тоа нели уништување на некакви си растенија, или пак наблюдување на катастрофите и брзо реагирање за медицина и слично. Овие апликации што ќе ги искористат, што ќе донесат решенија преку нашите учесници, ќе се многу добри за нели развојот на вселенскиот сектор во Македонија, меѓутоа и за креирање на решенија што ќе ги користиме секојдневно, а ќе знаеме дека доаѓаат од вселенските технологии. Затоа што многу работи од околу нас потекнуваат од вселенскиот сектор, ама не сме свесни всушност дека се поради него. Да, и тука би додала, би требало да најдеме некој начин и некоја патека вистински да го искористиме тоа во полза или на човештвото. Марта зборуваше, но еве Симуна, дали мислиш дека еве во 2 дена навистина и да не може да се направи некоја апликација, но дали сметаш дека од тука може да произлезе некој стартап за пријавените и учесниците на самиот хакатон? Да, дефинитивно. Генерално и тоа е целта на целосната програма која што имаат касини, кои што спроведуваат во последните неколку години со организирање на ваквиот тип на хакатони на ниво на Европа. Всушност, победникот на локално ниво после тоа се надпреварува на европско ниво од 10 локации и победниците за прво, второ и трето место имаат можност за 6-месечно менторирање за развој на конкретното решение за потенцијален стартап во иднина. И невладиниот сектор кај нас знае да аплицира на секакви начини за поддршка на вакви стартапи и да ги насочи нашите победници, со тоа што нели може да аплицира на грантови, акселерацијски програми и слично, што ќе им донесат нели финанси за зачеток на тој бизнис што можеби да потекнува тука Македонија. Добро, во ред, значи сите учесници и сите идни учесници можат сите ова да го устварат и единственото нешто што може да го направат е само да се пријават. Да се пријават, меѓутоа ние имаме и Big Idea кампејн, односно кампања на големи идеи, каде што бидејќи немаме развиен вселенски сектор во нашата држава, ги учиме нашите учесници за многу важни алатки, работи, како да ги имплементираат, како да ги искористат, како да победнички решенија, и таа кампања ќе трае се до самиот настан. Може Симона да каже повеќе околу тоа. Да, значи како што спомна Мартина, кампањата опфаќа повеќе различни аспекти. Значи има предавања кои што се од аспект на медицина, од аспект на вештачка интелигенција, од аспект на технологија, користење на технологии, исто така предавања кои што се поврзани и со самите податоци од самите сателити. Значи за време на хакатонот ќе се користат податоци од сателитите Коперникус, Егнос и Галилеос. И предавања кои што беа поврзани и за користење на дронови, например, за креирање на одредени решенија, заради тоа што кога некој ќе замисли вселена, секогаш мисли дека е само од внатре кон надвор гледањето, но во суштина е многу повеќе и од надвор кон внатре. Значи сите тие информации што ние ги добиваме од сателитите, како може тие нели да се искористат. Така, да се искористат најдобро. И сега зборувавме малку за хакатонот, но јас сакам да се осврнам на Марта. Марта, најпрви би кажала дека ми е чест денеска што си тука со нас и што можат студентите да слушнат од првата жена на Балканот која станува аналогна астронаутка. Од тука, еве, директно вака ќе те прашам, како се случи тоа? Јас имам студирано на многу реномирани универзитети. Магистерските студии ги студирав на International Space University и студирав програма што се вика Masters of Space Studies или Меѓународниот вселенски универзитет, магистерски за вселенски науки. Таму имав доста професори што работат Human Spaceflight или пак човечки лет. Има многу експерименти што се полетани на Меѓународната вселенска станица или пак се истражуваат и се припремаат за мисиите на Марс, на месечината и слично. И тие се сериозни грантови поддржани од вселенски агенции како што е НАСА, ЕСА и слично. Таму за прв пат научив што се тоа аналогни мисии и како всушност се спремаме ние, затоа што нели летот е многу скапа работа. Да полеташ некоја ракета, мора да си многу подготвен. Меѓутоа не само за ракетата и за екипажот. И секако го правиш тоа на ефтин и на добар начин без да ризикуваш експерименти и човечки животи. Мора да го направиш тоа со тоа што ќе го тестираш на земјата прво. И така, за да видиме како ние како луѓе функционираме во изолација или пак на
поинакви услови, на екстремни услови, ние прво мора да тестираме во живеалишта на земјата, тука на земјата, од истражување до самото живеалиште, до самиот екипаж, до сите експерименти внатре, што тие вселенски агенции, институти, развојни и факултети, универзитети ги плаќаат, заедно со екипажот да се спреми. И тие се прелиминарни студии на земјата, што ни кажуваат дали решението е добро или лошо, влечат податоци од самиот екипаж, меѓутоа и од сите оние експерименти. И тоа го дознав на магистерските студии, така некако почнав да се спремам, да се пријавувам, да сум во тие кругови, да учам, пред се да одам на обуки, од самите студии до плюс дополнителни обуки за физичка, психолошка и експериментална спремност, и така почна мојот пат од магистерските. Така, тука е едно кратко прашање. Дали твојата аналогна мисија е поврзана со НАСА? Дали можеш тоа да ни го објасниш? И во делот кога си учествувала на аналогна мисија, што било најголемиот предизвик за тебе и колку всушност траат тие аналогни мисии? Аналогните мисии може да траат од неколку недели до неколку месеци, во зависност од колку е долг експериментот на самиот екипаж, колку долго се тестира екипажот и колку долго треба да бидат во изолација и да се спроведуваат тие експерименти. Јас сум одела до сега на 3 аналогни мисии и се спремам за 4-та. Мојата прва аналогна мисија во Северна Дакота, се вика UND Ilmach, тоа е кратенка, е поддржана од НАСА грантови. Значи, самиот универзитет, University of North Dakota или Универзитетот на Северна Дакота, со нивните истражувачи и докторанти, кои што на лето се практиканти во НАСА, а на зима ги тераат тие студии, аплицираат на грантови, например SBIR грантови на НАСА, и така НАСА дава финансии и тестира и вложува во опрема. Така да, моите аналогни мисии биле поддржани, едната е од НАСА, од Канадската вселенска агенција CSA, меѓутоа другите биле поддржани од Европската вселенска агенција. До таму што на мојата втора мисија, нашиот командир на мисијата беше Алеш Свобода од новиот Astronaut Corps, односно од новите астронаути на ЕСА. Така, тука ми текна едно прашање. Во периодов, можам да речам во изминатиот период, се ширеа некои видеа, слики дека Кейти Пери заминала надвор од планетата Земја со целиот екипаж. Мислам дека ти е позната таа тема. Дали е тоа вистина? Да, тие полетаа со Blue Origin, New Shepard, и беа екипаж од само жени што полетаа до Кармановата линија. Тоа линија каде што се означува работна, што е астронаут и како се поставува астронаут, така ги добиваш тие астронаутски крилца. Има многу летови како Virgin Galactic што не лет до таму. Само многу површни се тие летови каде што не ги земаш тие астронаутски крилца. Тоа е фиктивна линија што имаме ние поставено. Мислам дека е европска поставена линија што кажува дали си ти астронаут, треба да го стигнеш тој рап или да го преминеш таа Карманова линија за да станеш астронаут. Иако тој лет беше многу краток и комерцијален лет, сепак мислам дека достигнаа доволна висина за да добијат признание на крилца, иако се сепак тие комерцијални астронаути. Разликата од комерцијален до државен астронаут и од мисија до мисија, од летало до летало е многу различна. Тука сакав да те прашам, значи всушност и тие да го добиле статусот на астронаутки? Според висината, да, ако само мериме според висина. Меѓутоа, има огромна дебата во Вселенската заедница што е астронаут и како се класифицира поради тоа што сега тој сектор се комерцијализира. Дали се тие само, патници, дали се само туристи, дали се само комерцијални астронаути, што е таа класификација, има огромна дебата и многу поделени мислења на таа тема. Да, и дали всушност се на мисија и еве од тука јас читав во тој период кога се случи тоа, но дали тие имале одредени подготовки за да можат да заминат и дали знаеш нешто повеќе за тоа? Тоа што ракетата е спремноста прво за на Blue Origin мисија што е комерцијална е многу кратка. Мислам дека е неколку денови на тренинг во прашање, активни неколку часови на тренинг, затоа што тие не го пилотираат тоа летало. Тоа летало е пилотирано автономно, затоа немаат голем удел на експериментација. Тие се само на некоја прошетка од 4 минути се враќаат назад на земјата и ние имаат безтежинска состојба, меѓутоа
нема многу време за експерименти пред се. Имаше членови на екипажот како Аманда Нюген, што понесоа со нив експерименти поддржани од MIT, Харвард и слично во соработка, меѓутоа тоа се сепак 4 минути на експериментација. Ти можеш да имаш некакви си fluid shifts или насоки на течност или растенија или семења да унесеш во вселената, меѓутоа кој е импактот на тие 4 минути? Сепак истражувачки е многу малку. Така, сакав само да те прашам и ќе продолжиме со Симона. 4 минути според времето на планетата Земја или 4 минути во вселената, бидејќи знам дека времето не е всушност и исто. 4 наши минути се задржуваат горе и се враќаат назад. Ова е сепак комерцијален лет. И е можеби на некој начин можеби туристички. Со тоа што вселенскиот сектор е многу направен да те држи надвор од него. Се бираат најдобрите или пак најбогатите, многу е селективен и многу е елитистички. И со овој начин, со тоа што имавме диверзитет на екипаж, многу луѓе што традиционално не би можеле да постанат астронаути, еве јас од Македонија, не можам да постанам астронаут, ова им е некако како втора шанса. Така да јас ги славам и овие мали чекори, за тоа што го прават по accessible, подостапен. Така, јас би се сложила, иако многу ги осудија заради загадувањето на планетата Земја и на животната средина со самите гасови кои што се испуштаат. Сега да не навлегувам јас многу во сето тоа, Марта ќе ни дообјасни, но јас пак се вратам на хакатонот, бидејќи Симона е еден од организаторите, ќе речам и представник. Сакав да се надоврзам со тоа што самите учесници доаѓаат, не мора да имаат искуство, ти го спомена тоа. И сега во тие 2-3 дена што ќе прават тие? Дали ќе имаат предавања, дали веднаш ќе настапат со креирање на некоја идеја, кога ќе почнат да ги користат податоците од сателитите? Така, да, значи самите учесници можат уште пред хакатонот полека да почнат да се образуваат на темите, токму затоа и беше таа Big Ideas кампањата. Касини имаат одредена платформа која што се вика Тајкај, на која што тие се регистрирани и таму имаат пристап до податоци уште пред почетокот на хакатонот, за да можат полека да почнат да се припремаат и да размислуваат што потенцијално би било решението кое што ќе произлезе од самиот хакатон. Инаку за време на хакатонот тој стартува во петок, имаме отварање на хакатонот и после тоа ќе почнат да се групираат, доколку се уште некој да речеме нема тим, да се склопи со некој заедно. Најидеалното решение нели ако можат да бидат учесници во тимот од различни области, како што спомнавме на почетокот. Значи да имаат и од IT, да имаат од здравство, да имаат од економија, односно од бизнес, за да може нели сите аспекти да ги опфатат. Во текот на саботата, значи од утрото до вечерта, ќе работа за развој на потенцијален концепт на решение. Исто така утрото во неделата и попладнето во неделата тие ги презентираат своите пронајдоци и што е тоа кое што смета дека би било најсоодветно решение за тие 3 предизвици кои што се поставени за самиот хакатон и се одбира еден победник на локално ниво, кој неколку дена подоцна, наредната недела, се надпреварува заедно со останатите на европско ниво, со другите локации. Од тока и ќе те прашам кој се може да учествува освен Македонија, бидејќи ова всушност е европски проект. Сега Македонија не е членка на Европската унија, но таа е во делот, односно е во Западен Балкан. На колку места се одржува овој хакатон и дали се одржува во исто време? На кои се тие земји? Да. Јас ги видам сега локациите, извини Симона. Нема проблем, да. Затоа што не ги памтам сите. На 10 локации. Австрија, Денмарк, Финланд, Франц, Германи, Грис, Италија, Литванија, Норth Македонија и Румелија. Значи 10 локации во... Да им ги преведиме на нашите гледачи. Да, се извинувам пред се да се извинам за англицизмите, јас премногу ги користам и тоа е многу лошо, меѓутоа работам само на англиски. Да ги прочитам јас. Еве, јас да не ја титламе доле Марта, значи Австрија, Данска, Финска, Франција, Германија, Грција, Италија, Литванија, Македонија и Романија. Нема Словенија тука, пошто ланска година мислам дека имаше победници Словенија, можеби да нема. Можеби да нема, они сигурно одмараат оваа година, но овие Симона се одржуваат во
исто време. Во исто време, да, тоа е всушност целта за сите да имаат еднаква можност за креирање на концепт решение и се случуваат во истиот период од 16 мај до 18 мај и потоа нели секој презентира на европско ниво повторно во истиот период наредната во мај. Така сега дека кажавме дека не сме во Европска унија, еве пак ќе кажеме, но со тоа имаме и многу недостатоци во делот на тоа дека немаме и пристап до некои податоци. Еве на пример податоци од Европската вселенска агенција. Еве што мислите дали овие податоци да би ги имале, на пример да би биле членка, колку би ни помогнале? Па пред се сметам дека кога би биле доволно развиени, ние би имале и по развиен вселенски сектор, затоа што ние сме малтени единствените на Балканот што не се развива. Нашиот Балкан многу се развива на вселенскиот сектор. Сите наши соседи прават нешто сериозни зачитоци подеми на вселенската мапа и се пласираат. Светам дека би имале многу по-достапни информации, многу по-добро структурирани би биле за овој надпревар, меѓутоа ние се трудиме, наши експерти во странство, да ги донесеме точно на оваа кампања за големи идеи или Big Ideas campaign, за да научиме нешто повеќе и да ги покриеме тие недостатоци. Точно од онен сектор каде што нашите професионалци што потекнуваат од Македонија работат во Европа предоминантно, ги пренесуваат нивните знаења онлайн или во живо, токму нетавил, за да ги научиме нешто и така ги покриваме тие недостатоци, меѓутоа и како ги има, затоа што ние пред се немаме сектор. Така, немаме сектор, но еве сега има можност да некој да стигне до тие податоци и да ги искористи на вистински начин. Еве зборуваме податоци. За какви податоци всушност станува збор? Се работи за снимки, народски кажано, од сателити, што може некако да ги искористиме во иднина, или пак одредени истражувања што ги обезбедува Европската вселенска агенција, што ќе помогнат при решавање на ова решение. Значи, хакатоните во принцип се прават на заклучен начин, ти се пријавуваш и на денот на хакатонот се отклучува некаква информација што е многу симплифицирана, многу е поедноставена за тебе, за да ја примениш до некакво решение. И кај вакви глобални хакатони, баш поради таква инакво се отклучуваат алатки само на денот каде што ти емки ги научиш, емки имаш ментори и експерти да ти помогнат да ги имплементираш и да направиш зачетно решение што ќе го пријавиш како твоја солуција на која што можеш да работиш и понатаму. Тоа што би го надополнила во случајов е дека всушност конкретно ни испратија и одреден хардвер од Белгија, тука кај нас во Македонија, на сите локации низ Европа, кои што ќе можат самите учесници да го користат за време на тој викенд и во живо да се приклучуваат и да влечат информации од самите сателити. Тоа што досега не го спомнавме, што сакав да го напоменаме, дека всушност има 3 предизвици на кои што ќе треба да се изнедат решенија. Првиот предизвик е всушност вика следење и реакција на болести преку сателитско наблюдување. Вториот предизвик за кој што треба да се пронајде решение е вика подобрување на итни медицински услуги со навигацијски технологии, значи тука се користат дронови и слично. И вика третиот е напредување на ментално здравје преку технолошки решенија. Значи ментално здравје и благосостојба кај луѓето. Како е еден попластичен пример би било, не знам, како влијаат всушност зелените површини, колку ги имаме, да речеме, околу нас, или да речеме како влијае сонцето на средината на луѓето и слично. Уште понародски кажано, сега да не ги кажувам на англиски, ќе ги кажам понародски, за да ме сватат нашите гледачи. Првиот може да го замислиме како кога имаше корона, како ние се справувавме со тој outbreak, односно на македонски outbreak би било ширење на зараза. Вториот предизвик би бил како ние лесно да доставиме лекови, еве да речеме во некое село, како со дрон можеби ќе доставиме таму лекови. Третиот е повеќе кон менталното здравје, тука учесниците може да размислуваат како еве луѓето како мене во изолација, што немаат допир со надворешниот свет, немаат интернет, немаат ништо малтене и се изолирани само на експерименти на наука или пак астронавтите на меѓународната вселенска станица би ги решили тие проблеми со некоја апликација, ама како и тоа да помогне на земјата. Тие се така 3 пластични примери што би можеле да користат кон 1, 2 или 3 траките на самиот хакатон. Така што овие податоци ни малку не се наивни и всушност
Сега, ако не знаеш да ги користиш, ако не знаеш, нели, некој ако не ти помогне, всушност не би ни знаел како да ги искористиш, но може да се злоупотребат сега ако во некаков дел би можеле или не? Јас, не би рекла дека не би може да се злоупотреба, со тоа што сакам да надополнам дека всушност освен локалната програма што имаме ние тука, значи има и касини програма на европско ниво, каде што има работилници и дополнителни предавања за време на самиот викенд, кога некој сака на пример да ги пусти да научи нешто дополнително за правилно користење на тие податоци. Така, Марта, ќе се навратиме на самата симулација за која што зборувавме малку пред малку. Во какви услови живеевте таму и еве дали можеш да ми го опишеш еве делот на местото каде што бевте сместени, што правевте таму, како ви поминуваше времето? Кога ќе кажеме симулација, нашите граѓани мислат дека тоа е нешто онлайн. Знаеш, како на пример, ако војска е вистина, Call of Duty е играта Call of Duty е нели симулација на војска, не е тоа така. Симулација значи дека ние сме на земјата, ама мислиме дека сме на месечината или на Марс. Со тоа што ние немаме нели намалена гравитација или безтежинска состојба и немаме радиација на екипажот, затоа што тоа не е етички, ама се трудиме се што е друго да биде реално. Значи, јас сум модел на 3 мисии што се во реални живеалишта. Едното, како што кажаме, во Северна Дакота, живеалиштето има неколку модули, или ете да ги наречеме едноставно одаи, каде што правиме експерименти, тие се за самиот EVA модул за вселенски оддела, кога правиме вселенска прошетка надвор, тоа се прави многу ретко, за растенија, за екипажот и слично. Првата мисија беше во екстремни температури на минусни температури во Северна Дакота. Втората беше во пештера во Шпанија. Пештерата е отворена само за аналогни астронаути и истражувачи, затоа што има микробиом, односно живот во пештерата што не расте само во вода, туку се качува и на врвовите, на зидовите на пештерата. Тоа е такви 2 локации само во светот постојат и е многу заштитена. И нели, пештера е екстремна, има многу региони што се небезвени, за тебе тешко се оди, особено со оддело на тебе тешко се оди. Третото беше во бункер во Полска, што е пренаменет од Втора светска војна во живеалиште. И мојата предстојна 4-та мисија во јуни ќе биде повторно во Полска и е поддржана од Европската вселенска агенција и од една многу позната вселенска компанија Axiom. Овие се реални услови и одиме таму, ние сме затворени. Немаме достап до интернет, особено ако мисиите се high fidelity, односно точност, висока точност имаат. Имаме многу експерименти, имаме одреден распоред кога стануваме, кога легнуваме, кога вршиме експерименти, кога вежбаме, пошто мора да вежбаш, кога се храниме и слично. И се е испланирано да ти мораш да ги извршуваш тие експерименти, мораш да го одржуваш живеалиштето, здравјето на екипажот во зависност од твојата улога, и да биде тоа точно, затоа што имаш сериозни грантови од сериозни институции, докторанти зависат од тебе, научно истражување зависат од тебе и буџетот мора да се оправда што е вложен во тоа истражување и тие консекутивни истражувања. И сега, ова вие што го работите преку овие симулации, всушност и на некој начин се подготвувате утре ако имате можност да заминете. Да полетам. Со тоа што, нели, ние во Македонија немаме вселенска агенција. Јас како македонка не можам да добиам лесно работа во Европската вселенска агенција, во ЕСА или ете во Германија ДЛР, тоа е Германската вселенска агенција, КНЕС во Франција или пак во НАСА. Ние немаме такви развиени патокази. Не можеш многу лесно да се пристапиш затоа што јас од Македонија мене ми треба резиденција, за Америка тоа би било грин карта или државјанство. И многу е потежок патот. Јас најдобро што можам да направам е вакви аналогни мисии што малтене и сама ги финансирам. За да полетам во иднина, јас можам да се надевам можеби на комерцијален лет, затоа што државничките летови, еве сега арапските земји многу вложуваат, тие немаат капацитети, ама има многу пари. И плаќаат на Axiom или на НАСА во заедништво. Axiom е најчесто компанијата што ги тренира во НАСА центрите за тренинзи за астронаути, особено во Джонсонс во Тексас, и ги тренира астронаутите со многу пари, со многу финансии. Ние, како малечка држава со 1,52 милиони жители и толку многу работи што допрва треба да ги средиме, јас не можам да се надевам дека мене ќе ме финансираат. Пред се, за да станеш астронаут, освен спремност, тебе ти требаат и финансии. И тоа огромни финансии. Збориме милионски суми. Така, милионски суми, тоа само за една личност и сега... Да.
да не ја продолжуваме темата, јас тука но ќе се навратиме пак на тебе со Симуна. Накратко сакам да ни објасниш како функционира и што се нуди Нетавил како простор. Кај што всушност и ќе се одржува самиот хакатон. Да. Значи, Нетавил е IT Hub во собственост на GND NetCetera, кој што е отворен во 2022 година, во септември. Истиот простор е мултифункционален, всушност целта е и самиот е направен за да служи на самата заедница, тука кај нас, најмногу на, да речеме, IT заедницата, меѓутоа секако отворени за сите останати. Самиот простор има простор за настани, значи за како во форма на амфитеатар, значи настани кои што се во форма на презентации, например, дел од предавањата сега моментално таму и се случуваат. Исто така има коворкинг простор, кафетерија, гейм релакс зон, што е најчесто омилена посебно на средношколците кои што живеат во близина. И една помала просторија која што е во форма на училница. Целта всушност на самиот простор е бесплатно користење за сите, со тоа што најчесто го користат студенти, бидејќи се наоѓа на техничкиот кампус, меѓутоа може да се го користи некој слободно како фрилансер за работа и така натака. И организација на настани, значи генерално сите настани кои што се комјунити, односно настани со заедницата и за поддршка за заедницата, кои што се поврзани со едукација на самата заедница, значи просторот е бесплатен за користење, а нормално за комерцијални настани се е сосема друга приказна. Така, тука ќе се надоврзам со Марта. Марта, еве ти веќе повеќе од 5-6 години сигурно не живееш тука во Македонија. Да, со најчести студии во странство. Така. Меѓутоа сакам често да се враќам дома. Добро, тоа е убаво, таа некоја носталгија која што ја чувствуваш за домот. Сакав да те прашам кај да одиш. Кај да одиш, има вакви места нели за студенти и се е развиено и мислам дека ваквиот начин е многу добар, студентите да можат слободно нели повеќе да се дружат бидејќи после короната, нели мислам дека сите станавме многу интровертни и и сега мислам дека се полека се отвараме. Сакав да те прашам додатно, бидејќи нели да избалансираме малку во емисијата со тоа што го работи Симуна и со тоа што го работиш ти, бидејќи двете професии се слични, мислам слични во делот, нели сите професии се слични во делот дека се работи со луѓе. Сега да се оградам, не се слични. Сега добра се извадив некако. Еве Марта, сакам ќе завршиме со симулацијата. Мислам дека нашите гледачи и слушатели многу ќе ги интересира да ни раскажеш една случка така малку како поголем предизвик што била за тебе кога си била на симулација. Дали тоа било нешто што би требало таму да направиш и некако си се нашла во тесно, не знам. Па, искрено, на мисиите се нема многу нешто најдено во тесно, затоа што се знае колку треба да работиш и си навистина наработен. Не имаш многу време, имаш 2-3 слободни часови што ги користиш за нешто плюс да направиш, да го запознаеш екипажот и слично. Сватив колку сме многу необична култура како македонци, при особено мисии со различни култури каде што сте во многу тесен тензичен простор, имате многу работа. Се извинувам што те прекинувам, вие од екипажот кога одите на тие симулации, всушност и да не се познавате. Таму се запознавате. Имаме предсимулацијски тренинг пред мисијата каде што се подготвуваме и се запознаваме, ама тоа исто како сега и новата мисија на Аксиум, екипажот само тренира заедно, ама од различни држави, од ЕСА, од Индија, од Америка и слично. Се запознаваш при тренинг и нормално учиш многу за култури и учиш за твојата култура. И некако секоја држава каде што сум живеела, во одреден период ми влијаела. Јас сум мислела дека нема шанса, јас сум таа Мартина и мене на одвршниот свет никако не ми влијае. Ама има различна верзија на Мартина во Америка, од влијанијата од околината, од Франција, Мартина од Македонија и некако си ги носев тие на секоја мисија и динамиката на екипажот е многу битна. Која улога имаш? Дали си командир или нели во структурата, структурно многу поинакви обврски носи, многу поинакви тежини. Тоа ми било некаква адаптација и нели како викаат 300 људи 300 чуди, таа поговорката, мора да се сносиш со секакви карактери и да најдеш компромис. И тоа многу ми донесло и денес, за да бидам многу потрпелива со секакви карактери и да најдам решение, затоа што
кај нас одредени сектори се како во некој балонче и не соработуваат многу, а ти треба да ги приспоиш, нели, вселенскиот сектор со тех секторот, со IT секторот, и тоа е многу голем предизвик во секоја земја, не само кај нас. И така некако научам да бидам лепакот и, нели, мостот помеѓу секторите и културите. Така, најчесто, по тоа сме препознатливи ние македонците, дека нели се наоѓаме во срцето на Балканот, но ова интересно нешто што го спомна е секој сектор треба да е поврзан. Јас кога го подготвував предметот за испитната сесија јавна администрација и гледав толку многу сектори во јавната администрација, ова поделено и сега како што читам дека главниот проблем е што меѓу секторите нема доволна комуникација. И како што рече ти, ако нема доволна комуникација, ниеден сектор нема да може да опстои. Така што сакам да позборуваме малку за еден настан кој што мислам дека Симона има учествувано, но Симона и може и да ме поправи ако грешам. Тоа е предизвикот за Македонија под име НАСА вселенски апликации. Зашто стануваше тука збор и кога се случуваше овој предизвик? Кога се запознавме со Симона. Да. 2014 година, by the way, тоа беше мене првиот хакатон. Јас не знаев што е вселенски сектор и таму првпат научив за тоа што и се учи. Од некој што сега си има изградена кариера во вселенскиот сектор, интернационална, мислам дека тоа е и преголем мотив за аплицирање на овој хакатон точно. Ама почни со твоите организацијски способности од тоа време, Симона. Така. Значи NASA Space Apps Challenge, односно NASA за вселенски апликации, е всушност хакатон кој што подолго време се организира од страната на NASA. За прв пат јас бев вклучена во организација во 2014 година, кога нели како што спомна Мартина, тогаш се запознавме, а она беше како дел од учесниците, а понатака продолжи дел од организација, може исто така дополнително да ни каже. Можам да кажам дека тоа можеби тогаш беа зачетоците на ваков тип на хакатони кај нас, за да можат да речеме студентите кај нас, младите кај нас да почнат повеќе да се образуваат во однос на таа насока и да разберат што всушност тоа значи и на каков начин тие функционираат. Баш поради сите овие работи што ги дискутиравме со текот на времето, дека нели кај нас не постои одреден таков вселенски, да речеме до некаде сектор, агенција и сите тие работи и тие се многу важни конкретно кај нас. Драго ми е што реално продолжија ваквиот тип на настани заради тоа што тоа ни помогна и за сега да организираме овој тип на касини хакатон тука, кој што е поврзан со Вселена за здравство и да помогнеме нели повторно да се изградат одредени решенија потенцијално за здравството кај нас. Инаку, само да се надоврзам, Касини секоја година организира по 2 вакви надпревари, хакатони, што се со различна тема. Овој пат темата е нели Вселена за здравство и тоа е многу слично на тоа што го прави NASA Space Apps Challenge или предизвикот на NASA за вселенски апликации би му дошло. Тој постои, мислам дека од некаде 2012 година и NASA соработува со сите вселенски агенции во светот, грото, мноштвото, и имаат од 25 до 30 различни надпревари во самиот хакатон, каде што ти можеш да решаваш проблем. И секоја година тие се различни. Опфаќаат од хардвер до софтвер, до наблюдување на земјата со сателити и слично. Јас почнав во 2014 и тогаш победивме во Скопје. Тој хакатон ден денеска се организира од Струмица, и во Струмица има локација, до Скопје. Всушност, организаторот Владислав Бидиков на овогодинешните хакатони доаѓа на Касини да биде еден од менторите. И јас, кога бев на студии во Америка, се приклучив на оние чаптери, односно оние одсеци на хакатонот во Америка, затоа што ова е глобален хакатон на 350 локации и најголемиот хакатон. Многу луѓе од цел свет се пријавуваат. Се приклучив во Кливленд и во Калифорнија до степен да јас ги водам. И бидејќи нели како македонка, јас се уште тогаш немав зелена карта, ниту пак државјанство. Се што можев да правам е трошки од секторот. Јавен интерес, јавни настани, ништо што е класифајд, затоа што вселенскиот сектор се смета за безбедносен сектор, за дефенс, односно за национална безбедност. Ракетите може да се сметаат како оружје и многу е заштитен. Например, ако јас сакам сега да работам во Google и одам на 6 интервјуа, 7 ги поминам, мене Google ми дава работна виза. Во Америка
никоја вселенска компанија не ти дава работна виза затоа што не смеш ни да аплицираш, немаш можност да аплицираш со работна виза. Мора да е грин карта или резиденција што сам првично ќе ја заслужиш. Ти мора да се докажеш, па потоа дори да аплицираш. Никој не ти ја спонзорира како што големите IT компании го прават тоа. Така да, јас почнав да соработувам со овие две локации до степен што станав првиот организатор што соработува со NASA Glen и со NASA Ames истражувачките центри во Охајо и во Калифорнија со нешто што се вика NASA Space Act Agreement, како првата македонка што го има тој агримент. И на тој начин јас сум поврзана со NASA, иако нашите медиуми прават го кратат целото тоа да не го должат ставаат само NASA, што е многу погрешно. На таков начин со Space Agreement јас можев без грин карта и државјанство да се пристапам кон вселенскиот сектор на такви трошки. Така што мене ми е многу мило, првично ова што го слушам, а второ е дека навистина го објасни овој дел кој што сите го грешат заради некои наслови или нешто дополнително. Кликбейт, да. Јас не користам англицизми, еве ќе го преоставам. Извини за англицизмите, што еднаш морам да се оградам дека не ги знам сите зборови точно на македонски, затоа што работам строго на англиски. Ако има лектори, ве молам, едуцирете ме, јавен апел. Па добро, кликбейт, не знам како би можеле да го преведеме, но ние во Македонија се повеќе ги приспособуваме и ги користиме во нашиот речник, но еве јас сакам, не ќе морам да ги користам, еве тоа е, но еве Марта, предходно, пред твоето занимање, мислам пред твоето заменување во Америка и аплицирање и завршување на твоите мастер студии, што правеше во Македонија и во кој дел се развиваше, бидејќи јас пронедов некои податоци дека си била инфлуенсер, ако не грешам, и понатаму си продолжила да се занимаваш со моделингот, кој потоа и всушност е и секундарна работа кога си и мастер студент. Да, јас од средно, уште пред да бидам било како инволвирана на факултет, бев многу необична. И сакав различни винтидж, готик стилови, значи ретро мода и слично. И јас уште од буквално 15-16 мои години сликав и бев во јавното око и бев многу необична за мојата околина, меѓутоа за медиумскиот свет. До степен што мене ми праќаа колекции, јас да ги фотографирам затоа што не ги знаев цените во странство и јас бев многу поевтина, а пак исто квалитетна. И дури на Facebook, има Facebook пејдж кога не постоеше Instagram. Така зборуваме, значи твоите зачетоци, го реков правилно зборот сега, нема да го сечеме овој дел. Твоите почетоци, еве, пато избор, добро, почетоци. Зачетоци сум требала да речам. Ги започнуваш со сликање на платно, така ако не грешам, или? Па, не, јас бев многу љубопитно дете. Јас одев на секакви надпревари и на сите секции, на се што можеше да се оди, јас бев такво дете што сака, што кога ќе сватев дека можам да ги имам сите петки, јас аплицирав на се. Биологија, математика, кенгур, физика, историја, книжевност, сме пишувале песни во Веле, сме оделе на кочораци, на секакви надпревари и дојде до степен додам на фотографија. И да нема женски модели, затоа што јас потекнувам во Кичево. И да женски модели фалат. И да бидам пред камера, колку и да беше тоа табу тема тогаш, да бидам удобно пред камера и да бидам во окото на јавноста многу мала, што можеби е неискусно, ама па така некако се научив како да комуницирам со трајал and error, нормално, со многу грешки, со многу научени лекции. Да, сега ми е многу полесно, јас како експерт да ги комуницирам овие вселенски теми, затоа што сум удобна пред камера. Тоа е вештина што се учи, што се практикува. Во NASA како агенција вложува многу во маркетинг. Има најсилен брендинг. Сите го знаеме NASA Meatball логото, пошто има многу заштитен и многу платен тој брендинг. Самите астронаути како дел од нивната кариера имаат public speaking. Одена настани можеш да ги букираш. Тие тренираат одреден дел за мисијата, полетуваат многу кратко време, еднаш можеби или два пати во нивниот живот имаат лет, за оние што не знаат, ама имаат многу настани, многу јавен говор и едуцираат. И сватив дека кај нас мора да ставаме интерес на такви теми, мораме за зачеток на секторот, ние мора да произлегуваме
јавно и да ствараме интерес со едукација. Затоа што немаме доволно студенти на ПМФ на астрономија, астрофизика и се надам дека тоа ќе се зголеми. И така со вложување јавен интерес ќе едуцираш и ќе стекнеш интерес, па ќе се запишуваш на факултет, потаму стартапи, хакатони, па можеби и компании и ќе зачнеш некаков сектор. Така, јас се согласувам, треба да се вложува особено во овој сектор, бидејќи како што рече ти, на ПМФ веќе има смер одреден за тоа, но како што знаеме бројката е се помала, но тоа е мислам дека не затоа што идните студенти не ги интересира да го студираат тоа, е поради условите и поради неможностите да можат понатаму да се развиваат во тој сектор. Но еве, мислам дека одговоривме всушност и многу прашања, но и малку така ја развивме и мислам дека креативноста и замислата на младите што можат всушност да прават и колку многу нема граници во тоа што го сакаме, кога навистина го сакаме. Еве, пред крај едно брзо прашање, дали еве ќе ја прашам Симуна, па потоа Марта ќе ми одговори, дали смета дека има живот надвор од планетата Земја? Многу интересно прашање. Да, не мора да значи дека тоа можеби се некакви марсовци или како ги гледаме од Холивуд и на филмови и слично, меѓутоа можеби некаков тип на зачетоци на живот во форма на одредени некаков тип на микроорганизми, така. Да, и така натаму. Така, Марта, јас верувам дека одговорот е коректното прашање, барем научно, и увалачки ќе го кажеме дека би требало да постои. И дека многу научници ние сепак се трудиме да го најдеме при многу иницијативи. И нособ наблюдуваме какви елементи има при одредени тела што ги наблюдуваме, да видиме дали има таков зачеток на живот. Така да би требало. Пред некое време прочитав една вест дека се појавило живот надвор од планетата Земја. Дали имаш некои знаење во тој дел? Дека што открија, мислам дека се пишуваше. Многу вести има што треба добро да се проверат, дали се од кредибилни извори, затоа што треба се трудиме да се бориме против дезинформација, меѓутоа знам дека ова беше на BBC, мислам дека објавено. Знам дека сега не пратам се од вселенскиот сектор затоа што е обемен и е многу огромен. На BBC имаше една сторија, еве накратко да ти кажам, и дека научниците откриле, исто така беше некоја емисија, некое истражување од еден реномиран американски познат универзитет, но сега не сум конкретно сигурна, но мислам дека тоа се знаци на можен живот. Така, знаци за можен живот. Ако е живот, да знаеме сите и каква форма е, каква некој микробиом, бактерија или така гласеше, мислам дека имаат откриено видливи знаци на живот, што значи има наблюдувано со дали е тоа сега не ме држате за збор сонда или некој си сателит, наблюдувано како на нашата планета се развива живот, кои се тие елементи, што треба да постои, нели од температура до кои елементи постојат во самата структура, каде што наблюдуваат и на таков начин имаат најдено можност на потенцијален живот што треба да се истражи. Мислам дека тоа беше точната статија, сега не ме држите за збор, треба да ја прочитам и да ви кажам со точност и да ги фект-чекнам. Да, фект-чекинг и тоа освен да не се шират дезинформации, но ако дознаеме, мислам ќе дознаеме сигурно по крајот на оваа епизода и ќе напишеме доле во описот дали всушност кој е исходот на ова што ние го зборувавме сега, да не шпекулираме на крај на ден. Еве како за крај, дали имате нешто да им посакате на нашите слушатели, гледачи, на оние што можеби сакаат да се пријават на хакатонот, но и можеби да бидат Марта, да бидат Симуна, еве како за крај да сумираме. Да, почнеме јас или сакаш ти? Јас имам една реченица која што ми текна чисто само од целиот момент. Јас би рекла дефинитивно да се прива. Зошто? Заради тоа што во 2014, кога јас сум била во организација, а Мартина се приклучила на овој хакатон, можеби она не знаела како ќе биде сега во моментот. Се сложувам, да. Така што дефинитивно можеби некој ќе биде следниот аналоген астронаут или општо астронаут кој што би бил познат и во целиот свет и кој што би се вклучувал во одредени мисии, меѓутоа дефинитивно ако ништо друго би можеле да придонесат многу кон креирањето на потенцијални решенија за здравството кај нас.
само да кажам дека ваквите решенија знаат да бидат добро платени во странство, пред се, ако мотивот ви е добро заработување, како што има на многу студенти, дека во Македонија се уште важи она просек и само факултет, меѓутоа во странство секогаш гледам дека надворешните активности, како се градиш и како соработуваш во тими, што можеш да направиш за кратко време и дали можеш да го изодиш тој пат, да доставиш некакво решение е многу битен и дека токму ваквите хакатони ти ја носат таа можност. Сметам дека секој треба да се пријави, да си ја проба среќата, затоа што никогаш не знаеш. Еве јас на првиот мој хакатон кога победивме, ние сакавме да си одиме, бевме спремни да си заминеме, додека не повикаа на бина, затоа што имаше многу поспремни компании во зачеток, стартап бизниси во зачеток, што решаваа решение и беа огромни тимови, збориме 8 до 10 луѓе на едно место, а ние бевме петорица, што мислевме дека немаме шанса, а сепак и освоивме такво прво место. И сметам дека тоа е супер и за национално ниво, меѓутоа и ти отвара многу голем пат во Европа. Така, ви благодарам уште еднаш што денеска бевте мои гостинки. Тука ќе заокружиме оваа епизода. Што можам за крај да кажам? Можам да кажам дека треба да веруваме во себе и да се ставаме на предизвик, бидејќи понекогаш со многу труд и со малку среќа можеме да успееме во она што не можеме ни да го замислиме. Вашите способности се бесконечни, мислам дека како што е и самиот универзум. За денешната комбинација се погрижи брендот Sensei, кој што е секогаш тука со најтренди и најповолни парчиња за младите и за студентите. Ова беше нашиот вајб за денес, а нека вајбон ве носи кон нови предизвици и промени. Поздрав!